Веќе во нашето студио и пристигна нашиот прв соговорник денес по сите овие денови на тага, на голема болка. Нашиот разговор денес ќе биде насочен токму кон тоа дека младите луѓе кои што беа таа црна сабота кон недела во импровизираната дискотека беа таму да се забавуваат, да ја слават љубовта, да ја слават музиката. Бендот кој што е составен од нашите соработници, пријатели, беше таму да ги исполни нивните музички желби, заеднички да го прослават сето тоа, но за жал заврши како што заврши. Фатално, трагично, можеше поинаку доколку имаше поинакви стандарди, доколку имаше поинаква безбедност. И токму на оваа тема денес разговараме со мој многу драг колега од кој што сите учевме, дали од новинарски аспект, уреднички аспект, можеби најдолго од нас во сите големи медиуми. Денес е уредник на многу познати портали. Добро утро за Антонио Димитриевски и добре ни дојде, драго ми е што си утринава заедно со нас да си ја споделиме тагата и за децата прво кои што заминаа сочувство до родителите. Нема поголема болка од таа за нашите соработници. И еве на самиот почеток, јас пред неколку недели беше Иван како влезе тука Андреј. Си изгушкавме, си кажавме работи кои што си кажуваат блиски луѓе кога ќе се видат. Да ни кажеш кога беше твоето последно убаво видување со дел од нашите пријатели и соработници, сите поминале тука во ова студио? Добро утро до вас и до гледачите на Сител. Ако воопшто може секој утро да биде добро после она што ни се случи. Но за жал тоа е што е, животот мора да продолжи, а ние мора да вадиме поуки од трагедиите колку и да се болни. Со Андри се виделме, се гледавме често. Јас приватно многу малку се, заради немањето време и нивно и наше, со луѓе од естрадата, но генерално на сите поголеми настани или сите заеднички настани, а еден таков имавме заеднички, јас го работев пиарот на Јелена Карлеушка на нејзиниот концерт, ДНК беа специјални гости, ја забавува публиката час и половина пред почетокот на нејзиниот концерт и уште на генералната проба беше нашата средба. Стоевме тука покрај сцената додека се подготвуваа музичарите, пробуваа тонски. Зборувавме, разговаравме и со него и со Панчо и се разбира тоа беа оние наши вообичаени пријателски и професионални и приватни муабети. Андреј беше посебен тип, беше една таква добричина, има еден стих во една песна на Дарио која вели зошто сите добри ко бистра вода низ прстиве ми течат, или се горе на небо или негде далеку. Имам чувство дека токму добрите луѓе први некако заминуваат. Да не сега навлегувам во некои езотерии и така натаму, но генерално беше навистина добричина и како човек и како лик кој со сите беше мил, имаше една посебна она што велиме ние мила звезда во него. Затоа ми е посебно жално, ми е жал и за сите оние млади дечиња. 16, 17, 20, колку и да се години човек е човек, но ако во фиданката на младоста ти некого му скрати животот случајно или намерно, се едно е страшно, повеќе страшно. Колку оваа трагедија се разликува од минатите трагедии кои што ни се случиле во музичката естрада? Можеме да се навратиме 30 години наназад? Јас пишував во вистина мака во нашиот портал за трагедиите на македонската естрада. Секако најтраорна досега беше она со заминувањето на Тоше, затоа што Тоше беше не само македонска, беше интернационална звезда, беше регионална звезда, па и светска, ако сакате. Да. Во зачеток, но да. И затоа траорот беше страшен и голем. Но по бројноста
животот несреќно го загуби и Петранка Костадинова која така на снимањето на песна за патриотскиот фестивал на патриотски родолюбиви песни Гоце Фест во македонска телевизија во непосредна близина на судот преминувајќи улица. Животот го загуби еден и пеач, но и голем автор, Владимир Бато Нејашмич, и тоа со целото семејство, враќајќи се Охрид, со паркирано возило на паркинг на кое некој налетува, го собира целото возило, но и целото семејство. И него и сопругата и малолетната керкичка. Загина член на култната група Триангл некаде во крајот на 70, односно почетокот на 80-тите, кога има совраќајка на Васил Георгиев улицата на почетокот на Козле, каде што со својот автомобил удрија во дрво и еден брилјантен гитариста Борче го загуби животот. Имало трагедии, не дека немало, но по бројноста ова е најбројната трагедија по она која се случи на балетската група на Вона и на она естрадна екипа каде што замина и тогаш многу популарната Сашка Петковска, кога комбето, одејќи на патот Свети Николе Штип, да настапува за тогашната армија ЈНА, нели тогаш, излета од патот, односно направи судар и животот го загуби Сашка Петковска и тројца членови на групата Авона. Но ова е трагедија која има сосема поинаков одек. Овде се деца во прашање, овде се млади животи, начинот на кој се изгубени тие животи, тој страотен пекол. Конечно имаме 8 музички жртви, естрадни лица кои се и врвни музичари, врвни професионалци, но и прекрасни луѓе, аз ги познавав речиси сите од оние кои почина, кои се од придружниот бенд на ДНК и Тонецот, односно и фотографот и така натаму. Така што, како да кажам, трагедијата не само што е по бројност различно од ваквото, туку по траорноста на тоа како е случено, но и по уште бројни други нешта кои верувам не се ниво нашиот домен, туку ја допираат повеќе истрагата и она што е работа на обвинителството. Тоа ќе го оставиме на институциите. Факт е дека и долги години и беше и менаџер, организатор на многу настани, до ден денес се споменуваат. Која е функцијата? Зошто е потребно секој изведувач, поради безбедност, поради стандарди, да има човек кој што ќе го држи кормилото цврсто? Знаеш како, естрадата е, да не употребам погруб збор, ама ќе кажам дива лига. Генерално и во регионот, а во Македонија особено. Заради тоа што секогаш била оставена на маргините, секогаш била препуштена на самите себе. Естрадните уметници некако системот и институциите на системот не ги есапат за сериозно, аж за ние сме некако, не знам, забавувачи, циркузанти, како дека не ме свати некој погрешно на овие моменти, но така е. Од секојаш сум апелирал и до луѓе кои ги познавам во политиката и до институции, дајте да направиме, дали е тоа Министерство за култура или на друго место, еден департмент за естрада. Конечно, една Хрватска имаше Министерство за естрада, Туџман во самиот зачеток. Но не мора Министерство и не може, ама еден департмент, еден оддел за естрада во рамките да, не знам, Министерство за култура нека биде, каде што 3, 5, 6 луѓе ќе се занимаваат со работата на естрадата, со проблемите на естрадата, со оно со што се судираат естрадните уметници, со нивните потреби, со како да кажам, ризиците од нивната професија и се оно што оди во една професија која прво собира масовен број на луѓе. Со самото тоа нешто значи. Ризикот е огромен да нешто се случи. Убаво, ама и катастрофа. Од друга страна, маса на пари се изнесува сите овие години во кеш заради немање контрола и закони на сето тоа. Доаѓаат естрадни уметници од каде да се по регионот,
пеат во разни локали од кафеани до видовте какви простори, со по 10, 15, 20 па до 50.000 евра во джепот, кеш пари се изнесуваат. Државата ниту банка има од тоа платен данок, ниту има нешто, а ризикот е огромен да се случи нешто, конечно ги изнесуваат нашите пари надвор. И не само заради парите, заради се тоа што видовме дека постои, мора да има регулатива некоја. Не само за просторот каде што се случува. Тоа е базичното. Ви ако немате елементарни услови, а јас сум работел по нема град, ба да не речам нема село во Македонија кое не сме го поминали со различни естрадни уметници. Па вие немате каде да се во магацини се пресоблекуваат пеачите и пеачките, меѓу гајби, шишиња и нафрлени работи, да не зборувам за повеќе. Да ми простите, ако пеачката посака да оди во тоалет, нема за незе посебен, мора со 3000 луѓе да се обезбедувањето да ги бутка да внесе во истиот тоалет кој знаете на што може да личи кога 3000 луѓе одат во истиот. Хорор, хаос. И тоа е такаво грото. Со чесен исклучок на поедини, не можам да речам дека е така, но генерално е така. Има навистина кои ги исполнуваат и стандардите, и прописите, и тоа, ама на една рака на прсти дали и толку да ги изброите низ Македонија. Сето друго е навистина урбан хаос и дива лига. Сега Елена ги спомена менаџерите, веројатно не е едноставна функција да се биде менаџер на еден бенд и не е само во договарањето на стапите, туку ете сме имале прилика, па барем еве ќе споменам на оние светски звезди кои што биле кај нас овде како гости, дека од своите менаџери изискуваат дури и работи кои што некогаш се и неописливи за нас. Сега не верувам дека во оваа ситуација некој ќе побарал дали има спореден влез или дали има доволно ПП апарати. Но еве кога станува збор колку до функцијата и договарањето паѓа на терет на менаџерот, колку е тој одговорен дека се оно што ќе се случува на местото на настапот треба да биде под конец. Знаете како, менаџерот е менаџер на артистот и одговорен е за содржината и она што е договорено да биде навреме исполнето од страна на артистот или артистите, а не е менаџер на клубот. Клубот има менаџер, има собственик. На нив е или концертната сала или кој да е. Значи, кога правите нешто, има некој кој се нарекува организатор. Бендот не е организатор. Менаџерот не е организатор. Менаџерот е гостин таму. Менаџерот го менаџира артистот. А просторот го менаџира менаџерот на просторот, собственикот на просторот или кој веќе има управител, има правно лице, така натаму. Тие треба да се грижат за безбедноста, за стандардите, за бројот на продадени билети, дали влегле лица кои се малолетни или не, дали се точи алкохол или не се точи алкохол на тие лица ако веќе ги има, а не треба да ги има, дали има фискални сметки и се издаваат, дали, значи, се што е врзано со просторот е работа на тој кој го менаџира просторот. Менаџерот го менаџира артистот или бендот или кој да е веќе. Сето останато е договор меѓу нив двајца. Тој договор може да биде усмен или писмен, по правило треба да биде писмен, ама ја можам на прсти да избрам дека некој некаде во Македонија има писмен договор со некого. Сето тоа одело на телефонски договори или договори во 4 очи, па и плаќањето кај повеќето, не кај сите, одело пари на рака, мара за рака, што велат во кеш и поредко преку сметка. Гледате дека сметките во овој случај било блокирано 5 години. Да. Многу регионални звезди настапиле исто така во овој, нели ќе споменам, клуб, но сепак понекогаш се појавува и тоа дека еве дел од менаџерите на оние кои што настапуваат ќе побараат од клубот да се изускува, да речеме, еве, светлички ефекти или можеби оган или сценски некаков настап, тука веројатно дека последен збор треба да го има навистина менаџерот на клубот. Он е најодговорен за публиката која што е внатре. Менаџерот си на клубот, собственикот кој да е одговорното лице, да не ги сега секој си има различно назначен, значи таа вечер мора да ги знае можностите на тоа што го нуди клубот, односно што го нуди сцената.
Евидентно е дека во клубот Пулс и познато дека конечно нивните фотографии и видеа на социјалните мрежи, на нивните официјални страници говорат дека пиротехника таму се користела и претходно. Да не речем од самото, имате фотографии од 2015-16 година, значи од нивното само основање. Ако техничките стандарди тоа не го исполнуваат, тоа значи дека сме имале темпирана бомба која кога тогаш требала да пукне. За среќа до 16 март не е пукнала, ама за да виде катастрофата и трагедијата, еднаш се случува. Знаете како? Еднаш се случува. А трагедијата може да биде ваква и таква. Сега, од друга страна, значи, тој е тој кој треба да ги спречи, да каже, знаеш што, ризично е, опасно е да не направиме белја, може ли без тоа и така натаму. Но, ако клубот ги исполнува сите стандарди, има 8 метра висина колку е пропишано, има радиус од 8 метра, 4 лево, 4 десно, местото каде што пиротехничките ефекти прскаат и така натаму, но и не било кој да ги пали и активира, туку има и стручно лице кој има лиценца за со тоа да се занимава. Значи, сите стандарди да ги исполнува клубот, ако ти нестручно ракуваш, ти ќе се повредиш. Не друг, ќе ги повредиш артистите на крајот на краишта, не мора да се, значи, стручно лице, лиценцирана фирма или поединец, и на крајот на краиштата сето тоа да биде претходно пријавено како настан, односно дека ќе се користи пиротехника во агенцијата за како беше спашување и така и да биде пријавено во полициската станица во местото во кое настанот се одржува. Тоа се условите за да се користи. Едно да фали е проблем. Знаете, сега што ги споменавме и настапувачите од соседството, ја ќе ги споменам и со име: Наташа Беквалац, Милица Павлович, Јована Пајич, Војаш Раста. Што е поразлично? Ние сите, тоа сакам да кажам, во однос на нас и Балканот, ние сите, кога ја видовме дискотеката, рековме, па ова не е дискотека, ова е импровизирано место. Дали тоа значи дека како на нашите изведувачи што не им пречело, така и на балканските изведувачи кога станува збор за пари, не им прече што настапуваат во место кое што е магазин, што буквално е, како многу пати се го нарекува, и штала светски медиуми? Така е, ама вие тоа го гледате од надвор, кога ќе ги покажете сликите кога договарате како собственик на клубот или менаџер на клубот или трето лице кое посредува меѓу клубот и артистот од регионот, кога ќе покажете сликите, кога ќе отворат димната страница, тоа изгледа внатре велелепно. Значи, вашиот студио кога ќе погледне човек, изгледа велелепно, а може да е направено од слама, знаете. Никој не кажува како изгледа клубот од надвор, нити па некој знае од какви материјали е направено, каква звучна, топлотна, не знам, противпожарна изолација има, дали има сигурностни врати за излез, нити може, нити треба да го знае. Работа на системот е тоа, на институциите, на тие што му издале дозвола, на тие што требале да го контролираат, на тие што требале да бараат технички елаборати, на тие што... Значи, работа на институциите, на системот, не е работа на менаџерите и на пејачите да знаат кај настапуваат. Одговорноста не е нивна, нити може да знаат. Како ќе знае некој од Хрватска, од Србија, од Босна, од кај да е, дали клубот има противпожарни врати или дали под таванот има сунгер или има огнеотпорен стиропор кој кога ќе се запали самогасечки не гори. Малку се измешани работите, знаете. Мора се, ја разбирам дека одговорноста треба да се е на сите нас. Ние сме сите системот го прават луѓето. Луѓето ги носат законите, луѓето ги пишуваат законите, ама луѓето треба и да ги спроведуваат законите и конечно да ги контролираат тие што не ги спроведуваат или спроведуваат законите. Така што не може да си од товар да падне ни на менаџерите, на артистите, ниту пак на самите артисти. Нивно е тоа што е договорено како програма да дојдат, да си го отпеат, да си го отсвират и да го едноставно да направат шоу, заради тоа што се дојдени. Сето останато е на останатите. Ако артистот може да побара слон на сцена, да се качи и да дојде со јавање на него. Ако му каже дека сцената може да издржи 500 кила, а не 2 тона или 3 тона, ваше е да му кажете и објасните.
Значи, артистот може да има фиктивни идеи какви сака, ама едно сакам да се спушти со хеликоптер, ама кровов не се отвара, треба тоа да му го објасните. Дали во досегашната работа ама... како менаџер, никогаш кога си имал со некој изведувач некое барање, некој од организаторите, менаџерите на локали и слично ти рекол, не може тоа да го реализираме? Се случувало и да може и да не може, се случувало и кога не може да може, ама тоа е тоа. Ке побарате поголема сцена, оти бендот ви погледа, че не може, толку ми е просторот. Ако ти дам, ставам уште едно овакво, ми земнаш таму 4 коња поја, а тие ми се 4 коња поја по 100 евра, тоа се 400 евра. Да ти одбијам од цената, па нема проблем. И, знаете, тоа се тие компромиси кои цел живот се... Тоа не ја нарушува безбедноста. Пример кажав, пиротехника никогаш не сум работел со артисти кои користеле пиротехника не во такви мали простори. Конечно, пиротехниката е за големи спектакли, на отворено особено, или барем во големите сали како што го прават, ама имавме сега прилика да видиме и концерти на изведувачи од надвор. Јас го работев пиарот и на Мире Сапавлович. Претходно имавме и Јелена Розга минатата година, со која исто така долги години сум работел, иако јас не го работев овде тоа. Па Јелена Карлеуша исто го работев на зимиот пиар, каде што споменав и Денка настапува како гости. Пиротехниката ја има и е како да кажам, во големи размери. Тоа се оние специјални топови кои фрлаат оган и така. Ама сето тоа е претходно безбедноста направено. Тоа го прави фирма од Белград која е единствена или една од ретките лиценцирани Sky Music кои се занимаваат со осветлување, озвучување и такви луѓе кои имаат професионалци со еден збор. Не може како ќе ви текне која сакате. Може да побарате, ама организаторот тој што треба да каже не. Трагедијата во Кочани практично и резултираше да државата на некој начин ги провери сите клубови и лиценци, дали може да се работи во нив. И се испостави дека многу малку од нив ги исполнуваат стандардите за организирање на вакви настани и вакви концерти. Што ќе ни се случува, Антонио, во иднина? Се плашам дека е после свадба тапани, така тоа го велат, ама еднаш па мора да се почне. Оти, ако го оставиш да биде така, ќе биде така до крајот на животот и животи ќе згаснуваат и понатаму. Се плашам од две сценарија. Првото сценарио е дека и знам дека е така и самите институции, односно представници на власта, па и самиот премиер Мицкоски пред некој ден кажа, чешлани 50, 60, 70 клубови, од кои половината не ги исполнуваат стандардите, другите имаат лиценција, ама кој знае дали се и тие валидни и дали и тие ги исполнуваат. И сега да не навлегувам во детали. Генерално многу клубови ќе бидат затворени и кафулиња, оти не се само клубовите, и во поголемите кафулиња се настапува. Веројатно и ресторани или како год да се локали. Многу од нив ќе им биде порачано, препорачано и така натаму да мора да го дополнат или направат тоа што го немаат. И тоа ќе трае со месеци. Не се реновира клуб, што ќе му правите еден оваков клуб? Ќе го урнете од ново и ќе почне да го градите колку ќе му треба. Така? А не е еден из Македонија. Тоа е едно. Второ, сето тоа ќе допринесе да има еден застој како што имаше застој за време на короната. И колатерална штета во сето тоа повторно ќе биде страдата. Генерално. Ако до сега артистите настапувале, особено за македонските, овие другите имаат регион каде да пеат и свират. Нашите немаат се Македонија каде да пеат и да настапуваат и да свират. И што ќе се случи? Ќе се случи особено оние кои авторски настапуваат. Знаете, за свадбарите свадби ќе има стално. Рестораните ќе работат, шаторите и така натаму. Таму се седи, нема турканици, нема други се стандардите. За тезгарите исто по кафеаните што настапуваат ќе дојат четворица тамбураши, нема таму ризици. Или не знам, на два сталка, па некој со сајзер и пеачка. Ама овие кои се позахтевни, кои имаат авторска музика, како во случајов ДНК во трагедијата, а такви ги има еден куп,
кои се македонски изведувачи, од рок бендови па до поп, R&B, не е битен стилот конечно, односно жанрот. Тие ќе бидат колатерална штета на случувањата, заради тоа што ако до се имало 50-60 клубови, кафулиња или се заедно стотина, кај што можеле по градовите настапуваат, тоа ќе се сведе сега на една или две раце. И сега газдата кој сака тоа да го реновира и да ги или да дополни сите услови, ќе гледа што побрзо да ги врати парите. А не може да ги врати парите само со домашни изведувачи. Повторно ќе овие кои се чија популарност е условно поголема од се регионални звезди ќе доаѓаат. Ако сте можеле да настапувате таму еднаш месечно или еднаш во 45 дена, сега ќе чекате по 6 месеци, една година да дојдете на ред да настапите. И тоа е еден зачарен круг, ама подобро колатерална штета е страдата, да не ме разберат колегите од естрадата погрешно, знам дека ќе биде болно и тешко за нив, отколку колатерална штета млади животи. Благодариме за гостувањето. Тони, не знам што да кажам. Се надевам само дека сите оние братчиња, сестричиња, мајки, татковци, ако воопшто може да се најде сила да се тешко дека има зборови на утеха. Да, немам зборови, Моето лично сочувство не сум имал можност да го изразам и до семејствата и побрзо, најбрзо закрепнување и на Панчо и на сите останати кои се тешко повредени или полесно повредени се едно во оваа трагедија. Посакувам никогаш да не се случи, ама никогаш да не ја заборавиме.